Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 5 жители на Крива Паланка поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, пустошење шуми и кражба на шума. Двајца службеници пак од подрачното шумско стопанство на јавно претпријатие Македонски шуми од Крива Паланка Осогово добија кривични пријави поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената должност и овластување. Лицата обвинети за пустошење шуми според МВР од сопствен имот постапиле спротивно на одобрението за сеча на дрво и дрвни сортименти, издадено од јавно претпријатие Македонски шуми, подрачно шумско стопанство Осогово Крива Паланка. При тоа извршиле бесправна сеча на 13 метри кубни дрво и дрвни сортименти, додека противправно од туѓ имот присвоиле уште 10,7 метри кубни дрва, со што се стекнале со противправна имотна корист од 74.900 денари. Лицата пак вработени во јавното претпријатие Македонски шуми, подрачно шумско стопанство Осогово Крива Паланка, и покрај тоа што знаеле дека на пријавените им било издадено одобрение за сеча на 58,83 метри кубни дрво и дрвни сортименти, извршиле приемна и сечена и дотурена дрвна маса и издале испратници за превоз на дрво и дрвни сортименти за поголема количина дрвна маса од дозволеното, со што им овозможиле на 5 на пријавени да се стекнат со противправна имотна корист од околу 75.000 денари. Секторот за внатрешни работи Куманово пак поднесе кривична пријава против РШ и РДЖ од Куманово, како и против едно правно лице поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело бесправна градба. Кривична пријава е поднесена и против 63 годишен ВЛ од Куманово, поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Прво пријавениот како инвеститор за градба и второ пријавениот како управител на пријавениот правен субјект како изведувач на градбата во текот на 2016 и 2017 година во Куманово на улицата 11 октомври изграделе стамбен објект од втора категорија без одобрение за градење од секторот за урбанизам при општина Куманово. Четврто пријавената како раководител на секторот за инспекцијски надзор при општина Куманово и покрај тоа што знаела е била должна да изврши надзор над изведувањето на градежни работи на предметната градба и да задолжи овластен градежен инспектор да изврши увид на лице место, пропуштила должен надзор и не превзела никакви мерки за да спречи бесправна градба, односно не покренала никаква постапка против инвеститорот и изведувачот на градбата, се наведува во билтенот на Министерството за внатрешни работи на 17 ноември.